Јас само да подсетам дека последиците од територијалната организација која што не соодветствува на реалноста на теренот од 2004 година ние се уште ги чувствуваме. Ние имаме вештачки двојазично Скопје, ние имаме вештачки припоени општини кон Струга и кон Кичево како би се изменила етничката структура таму и од доминантно население македонско во градовите, во општините да имаме доминантно албанско население. Понатака имаме од градоначалниците во Струга и во Кичево целосно непочитување на останатите кои што не се албанци, кои што живеат во тие општини, и тоа се последици кои што ги чувствуваме. Еве еден пример ќе дадам. Цело време политичката партија ДУИ говореше дека една од трите функции клучни во државата треба да припаѓа на албанец, председател, премиер или председател на собрание. Доколку трнете од Липковскиот крај до Струга, каде што има градоначалници албанци, кои што се бирани на избори, ниедна од трите функции, тоа е градоначалник, председател на совет и секретар на општината, како три клучни функции, не припаѓаат на македонец. Значи, она што го бараат на централно ниво, не го применуваат во општините каде што имаат власт и се мнозинство, иако, например, во една Струга или Кичево, процентот на македонци е далеку поголем од процентот на албанци на државно ниво. И не се ни спремни да разговараат за тоа. Бајентеровиот принцип се обидуваат целосно да го поништат и да не го употребуваат во општините. Така што таа пракса која што ја дозволи СДСМ со законските измени во 2004 година, на кои што ние се спротивставивме со повик за референдум, има и ќе продолжи да има далекусежни последици.